Добро вечер, Сокот. Колку мина од вас слушнале за ХАЕ, Гоше или Алажил синдромот? Познавате ли човек кој е болен од Хантингтон или родител на деца кои се болни од Фридрих атаксија? Во недостаток на официјален регистар во Македонија не е познат бројот на ретки болести ниту пациентите. Невладините организации велат дека бројката е 19, а има околу 100 пациенти. Останете со Кот, за да ги видите животните стории на луѓето кои живеат поинаков живот, само затоа што нема лек за нивната болест, или доколку го има, не можат да го купат. Болеста не прашува. Се наоѓаш во ситуација да не знаеш што да кажеш. Многу е лошо чувството. Се осеќав како сираче во Македонија. Не е само загрозена една индивидуа, значи целото семејство е загрозено. Живот со предизвици, со секојдневна борба, со разочарувања, но со огромна желба да и се пркоси на смртта, а таа постојано ги демне. Даниел и Весна секојдневно го потиснуваат зверот што живее во нив, не смеат да дозволат да ги надвладее. Даниел и Весна имаат ретка болест. Болеста ми е наследна од моите родители, од мајка ми земав поубавата половина. И баба ми боледуваше од таа болест, значи јас уште од мали нозе сум запознаен како давач на нега за ретка болест, тоест Хантингтон хореа. Оваа болест е ретка невродегенеративна болест, која што го напаѓа нервниот систем, почнува со когнитивен пад, за на крај да заврши со психичко расстройство, мускулатурна атрофија и дисфункција. Јас тогаш имав 7 години само, кога бев диагностицирана, не ни разбирав што значи тоа Гоше и што ќе ми значи мене во животот понатаму. Но моите родители беа тие што беа преплашени на некој начин, не знаеа како да се соочат со таа ситуација. Првото нешто што го направија е да побараат информации што не можеа да ги добијат во Македонија. Хореа значи танц на грчки, каде што практично пациентот танцува бидејќи не може да го координира телото. Тој дава команда за лево, му оди раката пример десно и тие движења наликуваат на танци, од таму доаѓа и името. Гоше е болест, генетска болест, значи се добива наследно, со тоа што, например, моите двајца родители и двајцата беа носители на генот, значи буквално пола ген бил добар, пола ген бил лош, и кај едниот и кај другиот, со тоа што јас ги наследив двете лоши половинки и останав без ензимот што е потребен за да ја немам таа болест, додека мојот брат и мојата сестра се здрави, значи не се ни носители. Реално 25% е шансата да добиеш джекпот. За Даниел диагнозата била шок, а потоа следувало прашањето: зошто токму јас? Ретката болест не само што му го сменила животот, туку и му донела разочарувања. Мене ми се потребни од 300 до 500 евра месечно, бидејќи мене исхраната мора да ми биде строго под режим, не смем да јадам глутен, треба безглутенско брашно. Глутенот е тој што ми ги блокира синапсите фактички. И треба да јадам омега-3, например, лосос и такви некои работи, што и медитерански диети, што се за тука најскапи апсурд се. Даниел е невработен, не дека не може да работи, туку не наидува на разбирање. Луѓето со ретка болест не само што се осудени од животот, туку и секојдневно се казнуваат од луѓето. Кога кажеш дека имаш ретка болест, кога први луѓето ќе ме видат вака мислат, види го овој фалирани, што, например, јас бидејќи не делувам така, но кај мене за една година, две може најнаш преку ноќ, значи сабалето да се разбудам и одеднаш да го добијам тоа движењето за кое ви велев. Луѓето со ретки болести, освен желбата за живот, имаат и голема верба во Бога. Токму таа била мотив за Даниел да побара утеха и мир во манастирот Јован Бигорски. Бев скептичен во почетокот, си велам што барам сега таму. И отидов на 3 дена и всушност останав цела година таму. Отецот пратеник кој што е игумен на тој манастир ми помогна, значи духовно и телесно ме воскресна и да можам да се соочам со сите проблеми. И тој до ден денес, значи ми помага, суплементи ми зима колку што може, значи,
И како донација, фактички јас од таму се снаоѓам. И Весна, кога се враќа наназад во минатото, се сеќава само на лоши мигови. Коските ми се кршеа така што некој ако ме гушне малку посилно, јас имав пукнато ребра. И веќе имав 4-5 пукнати ребра, токму баш од мало невнимание некој посилно да те гушне. Јас во текот на цел свој живот ќе треба да одам на терапија, да примам инфузија која ми спасува живот. Таа терапија исто ми беше обезбедена не од страна на Министерство, иако имав голем број на писма кои ги напишав до нив, каде што буквално плачев во писмата со цел да допрам до нив за да обезбедат да имам нормален живот, затоа што веќе не се чувствував како дел од општеството и како дел од луѓето. Кога паднала на колена, Весна немала избор. Морала да застане на нозе и сама да го направи првиот чекор. А тоа било да почне да зборува за својата болест. Ретките болести во Македонија се третираат како да не постојат реално. Ми беше страв, ми беше и срам да кажам дека сум пациент, но конечно решив дека е време да кажам. Тоа не се случи така едноставно. Значи, кога ја комуницирав хуманитарната програма за донација на лекот и тогаш разговарав и со многу луѓе што имаат гошен надвор од Македонија, затоа што ми беше срам да зборувам во Македонија, па најдов нешто најдалеку можно во Израел. За болестите на двајцата нема лек за навек, но има лекови кои ги одржуваат во живот. Ако не ги примаат, тогаш секој ден им е неизвесен. Има испитувања за успорување на процесот. Значи, наместо на 35 до 40, више 42-3 да ме нема, да го пролонгирам процесот, например, до 50 и до 60, здрави Боже. Но мора да се внесуваат суплементите, ако не се прави тоа, толку крај на програмата. Сега веќе можам да имам и деца, нешто што претходно не можев. Значи, можам да ја примам таа терапија без контраиндикација и да можам да имам и деца воедно, што за мене значи многу, затоа што реално можам да имам сосем нормален живот. Единствено ми е тоа што на секои 2 недели јас во текот на цел свој живот ќе треба да одам на терапија, да примам инфузија која ми спасува живот. Доктор Гучев, еден од малкумината лекари во земјава кој успеал да открие ретка болест кај пациент. Како лекар, успехот носи лична сатисфакција, но и скепса од непознаницата. Што натаму? Кај ова девојче кој имаше 4,5 години, имаше едно стопало кое 3 пати поголемо од другото стопало. Несреќа е заради тоа што репетитивните интервенции, повторувачки хируршки интервенции, тоа не можат комплетно да го разрешат. Имаше среќа девојчето, отиде во Хајделберг во Германија, каде што го приложив и трудот во кој е тоа објавено, и лекарите, прочуени хирузи во Хајделберг во Германија, рекоа дека не се нафаќаат на операција бидејќи е ретка болест и е нова болест и тие не знаат каква ќе биде понатаму еволуцијата на болест. Според дефиниција, ретка болест е се она што е поретко од 1 на 2000 луѓе. Ретките болести се индивидуално ретки, но има огромен број на ретки болести. На Германија има 4 милиони луѓе кои имаат ретка болест, имате една Англија која има 3 милиони луѓе кои има ретка болест, имате Европска заедница која смета дека во Европска заедница има помеѓу 26 и 37 милиони луѓе со ретка болест. Бидејќи се ретки, али се кумулативно чести, постои одредена потреба за соодветно образование и упорност да посебно се откријат. Според статистиката на Светската здравствена организација, процентот на луѓе со ретки болести покажува дека на глобално ниво милиони луѓе се соочуваат со болест која пред себе го носи предзнакот ретка. Светска здравствена организација смета дека бројот на пациентите со ретка болест е 5 до 8% од популацијата на било која земја. Како и за секоја болест. Имате некои болести кои се чести во некои земји, ретки се во други земји, и овдека тоа исто така стои. Со други зборови, на Македонија, ако сметаме дека сме 2 милиони, во тој случај можете да сметате дека не имаме 100 до 120.000 пациенти со ретки болести. Треба да нагласам дека тоа не се само деца. Иако ако се деца, 75% умираат до 5-та година, а ви кажав, дури 80% се наследни. Во Македонија нема точна бројка на луѓето кои имаат ретка болест. Со години се заговара да се направи регистар на сите ретки болести. Последните најави се дека регистарот е во зародиш.
Нашата идеја е да се направи тој регистар. Веќе сме во подготовка на истиот, ги собиравме податоците точно по одредена проблематика, а со тоа нормално и во централниот регистар кога ќе бидат внесени, веќе ќе ни биде полесно да можеме да ги контактираме тие личности и понатаму и кога ќе имаме можност да добиеме одредени донации, како што и голем дел од нив досега и се лекуваат со донации, за жал, но и за среќа нивна, бидејќи благодарение на тоа веќе имаме и, да кажам, убави и успешни истории кои се и за прикажување. По секоја болест најважно е таа да се диагностицира. Оти се случува луѓето со години да лутаат од врата на врата, од лабораторија во ординација и попусто да се губи и времето и битката со болеста. Она што е потребно е да лекарот има доволно образование, да знае што бара и кога ќе види нешто необично што излегува надвор од неговата секојдневна пракса, да знае да го уклопи во некоја друга клиничка слика, односно да знае да открие да се посомнева на болест. Порано како го откриете, дадете терапија соодветна, нема понатаму да имате последици кај тие деца кои ќе коштаат многу повеќе отколку ова што сте ги откриле рано. Веќе клиниката го има тоа. И не само тоа, ние во идеја ние и да ги акредитираме неколкуте лаборатории од типот на цитогенетска молекуларна лабораторија и токму оваа за метаболен скрининг, каде што мислам дека ќе можеме да се носиме, пак ќе кажам, со светот. Даниел и Весна се пателци, мајката ги натерала да најдат начин да се сноѓат. Во сите несреќа Весна имала таа среќа да најде донатор кој со секоја инфузија и вбризгува нов ден од животот. Единствените што одговорија на моите писма беа токму од Genzyme, фармацевската компанија, кои имаат хуманитарна програма на која моментално се лечат 800 луѓе во светот, чини околу 150.000 евра годишно лекот. И тоа е сепак во зависност од тоа колку тежи пациентот, колку е висок пациентот и нели во каква состојба се наоѓа. Даниел не крие дека лекови носи под рака од други држави, оти ако негде се достапни за секој, овде за него тие се луксус. Лековите не се на популарната позитивна листа, некои воопшто ги нема во земјава. Например, во Америка $700 чини годишна терапија, а кај мене чини $700 месечната. Истите работи се, значи. Истите работи. Сум исконтактирал со некои пријатели од Бугарија да ми пратат некои суплементи. Што се вели што шверца, да, под рака ми го носат навака. Живот со предизвици е името на здруженијето кое го формирала Весна пред неколку години. До сега во него има 70 на луѓе со ретки болести. Тие меѓу себе се бројат, се пребројуваат, прават математика колку пари се потребни за лекови, зашто ретките болести се скапо зло. Ги утврдивме кај нас во здружение, значи околу 19 ретки болести со над 70 пациенти и утврдивме дека околу 1,5 милиони до 2 милиони евра годишно би биле доволни за да се покрие трошокот за овие пациенти, односно за тие пациенти да водат нормален живот. Колку пари се потребни за овие луѓе, кога ќе биде готов регистарот и многу други прашања, испративме до најповиканите од Фондот за здравство, но одговор не добивме. Но ако треба да се почне од негде, тоа е регистарот на болести. Софијанова вели дека токму тоа е борбата. Кога ќе се знае колку луѓе имаат ретки болести, кои се тие, тогаш ќе се направи пресметката. Оти некогаш лек има, но парите се најголемиот проблем. Комисијата има за цел да образложи за секој случај што е точно проблематиката и што точно треба за да се субституира кај тој пациент, бидејќи недостасува. Практично така се родени тие дечиња. Нашата улога е да од една страна сите се приоритетни, не можеме да издвоиме едни повеќе приоритетни од другите. Знаете како кај децата сите имаат маката и кај секого треба да се даде приоритетот, меѓутоа образложувањето за болеста и за патологијата и за недостатокот што е практично кај пациентот е нашата улога. Дека работите мрднале од мртва точка потврдуваат и од здруженијето, но тоа е само мал чекор од големиот пат кој треба да го изодат. Од институциите, единствено фондот оваа година го направи првиот чекор со тоа што ја отвори вратата за пациентите со фенилкетонурија и Рет синдромот и со тоа веројатно и за тиротинемија, со тоа што ќе набавува, односно ќе рефундира суплементи што им се потребни. И двајцата се надеваат дека нивниот крик за помош конечно ќе го слушнат институциите. Очекувам сериозно да го сватат националниот план за ретки болести и да го спроведат во стратегија, во проект на владата на Република Македонија, затоа што мислам дека овие пациенти го заслужуваат тоа, да признаат дека ова е приоритет кој е занемарен веќе долго време и дека е време да ги засукаат ракавите и заедно сите со наша поддршка да успееме да им дадеме
квалитетен живот на овие луѓе. Треба да ги отворат очите и срцата и да не примат. Пошто овие луѓе се ретки, не е нивната болест, туку тие се едни од ретките луѓе кои знаат да го ценат животот. Кај мене нема неактивен ден, значи јас станувам, го почнувам денот со длабока, значи воздишка, се прекрстувам еднаш и тргам во поход. Од личното искуство ќе ви кажам дека изгубив многу пријатели, дека изгубив дечковци да ги наречам како такви, изгубив работни места како пациент, изгубив многу работи, но и добив многу работи и до ден денес кажувам дека болеста е најдоброто нешто што ми се случило во животот, затоа што никогаш немаше да осознам кои ми се вистински пријатели и никогаш немаше да најдам животен сопатник кој ќе буквално ќе ме држи за рака додека се обидувам да ја изнесам оваа кауза на видео и да кажам дека овие пациенти нема да бидат невидливи веќе и нема веќе да се кријат во своите домови. Од 100-150 илјади евра па и повеќе годишно трошат пациентите со ретки болести. Нивниот лек може да трае за една употреба од 500 до 5000 евра. Честопати се наоѓаат во ситуација да ги шверцуваат лековите, да ги носат по црни патишта од другите земји. Како економски издржуваат и преживуваат овие семејства? Еднаш во 4 години, го нарекуваат скокалчеа годината престапна. 29 февруари е датум кој доаѓа квартално. Реткоста е синоним за луѓето чија болест е специфична, а лековите за неа или ги нема, или се прескапи. Токму овие луѓе пред камерата на Код се охрабрија да ја раскажат својата голгота. Како е да имаш дете или да си болен од ретка болест во Македонија? Ноќе станувам, порано навивав часовник, сега не ми треба ни часовник, станувам на неколку часа да проверам дали дишам. Ние поминавме низ голгота, да ви кажам, од која се воспостави диагнозата. Први прочитавме еден куп книги, зашто докторите мораме да бидат искрени и покрај тоа што знаат се, значи третманот, да речеме со вакво дете, ќе ти го напишат во диагнозата, ќе ти напишат ова се што треба и што правиме понатак. Кога одиш во аптека, тоа го немаш. Андре има 5 години. На двомесечна возраст е потврдена диагноза Алажил синдром. Во Македонија е единственото заболено дете. Тоа е мултисистематска наследна болест. Во светски рамки се случува едно во 100.000 раѓања, а луѓето кои ја носат имаат проблеми со црниот дроб и срцето. Но Блаже вели дека во целата несреќа е среќа што болеста е откриена рано на детската клиника во Скопје. Можеби ние сме најсреќните што имаме диагноза можеби на 2 или 3 месечна возраст на детето. Беа веднаш ни се кажа кои средства ни се дополнителни од страна на лекување, значи оние медикаменти и додатоци во исхрана кои што требаше да се внесат. Значи ние не знаеме точно како ќе се одвиваше ако ние не смогнавме сили да ги набавиме сите тие средства кои што е потребни за неговиот третман. Но Андреј денеска е хиперактивно дете, оди во градинка без никаков физички хендикеп да кажеме. Но за да може да му го овозможат ова, арсови купуваат скапи лекови. Урсофал сиропот е само еден од многуте, затоа што Андреј мора да јаде храна специјална за неговата состојба. Пие млеко со посебни додатоци, а и маслото е сосема поинакво и многу скапо. За да го истуркаат месецот за храната и лекувањето на Андреј, им се потребни најмалку 700 евра. Ако направиме вака сума сумарум на сето тоа, значи 10 кути по 25 евра, се 250 евра. 2 кути Урсофалк, кои што во Македонија една е 2000, тоа се 4000 денара. И 2 кути Адекс, од по 40 евра. Собирајте, ќе видите колку пари нас ни се потребни. Долго време Урсофалот го немало во македонските аптеки. Го набавувале по црни патишта од Италија. Ние претходно го шверцувавме, искрено кажано, имаме роднини во Италија. И можам да кажам дека го изманипулиравме системот на Фондот за здравство во Италија, па на едно од децата таму кои што ги имаме се препишуваше Урсофалк, тоа е Урсобил нивниот. Но не е лесно од Италија сиропот да стаса во Скопје. Го добивале благодарение на хуманоста на возачите на автобуси, кои за символичен надомест ја носеле пратката.
плаќам шофери кои што се движат на тие линии каде што живеат, да речеме, мои роднини или најинтересното е тоа што и луѓе кои што воопшто не ги познаваме, да речеме, стигнува определен лек, да кажеме некаде во Србија, во Ниш, па праќаме други луѓе кои што ќе одат од таму да го земат и сето тоа е нахумано. Па таму наш шофер на автобуска станица ќе се сретне со некој што не го познава и ќе му земе нешто што не знае што е и ќе го донесе кај нас дома. Македонското здравство го натерало Блаже да стане шверцер на лекот за својот 5-годишен син. Овој сируп не е на позитивната листа во Македонија. Тоа што го правиме 5 години криминал. Шверцувам лек заради моето дете. Сиропот сега го има во некои аптеки, но цената е најмалку 2000 динари и е само мал дел од целокупната исхрана на Андреј, за која фондот нема слух. Од 2009 до 2011 сите трошоци кои што ги имавме ги собравме и во едно барање за рефундирање до фонд за здравство доставивме. Од кај што добивме одговор дека лекот, тоест да кажеме тие додатоци за исхрана не се внесени во позитивната листа на лекови, нормално средствата не ни беа вратени, а ние мораме да продолжиме, така да продолжиме се задолжуваме по бањките и си ги купувавме лековите по шверцерски канали. Со цврста волја, но со празни сметки, семејството Арсови и понатаму ја бие битката за Алажил синдромот. Ние сме во моментов должни некаде околу 12.000 евра со кредити од повеќето банки, можам да кажам. Кредитни картички кои што се постојано на нула и нормално функционираме од плата за плата и така натаму. Не сум свесен како ги наоѓам. Арсови не се единствените кои се прашуваат како да го најдат лекот за своето дете. Наташа Ангелевска е самохрана мајка. Има 12 годишен син заболен од ХАЕ, болест која се манифестира со отоци кои можат за само 20 минути да предизвикаат смрт. Ја за оваа ретка болест всушност разбрав разнејќи го мојот син, Дејан Ангелевски, кој што имаше манифестации чудни, кои што не може да се утврдат од кое потекло е уште на 2 годишна возраст, меѓутоа на 6 години се воспостави диагноза на детската клиника во Скопје, хередитарен ангиоедем или недостиг на C1 инхибитор. Просто кажано, тоа е инхибитор, крвен протеин кој што е одговорен за имуниот систем на телото, на организмот. Во Европа се регистрирани околу 10.000 пациенти, во Македонија 16, од кои 2 се деца. Болеста на Дејан е откриена во 2008. До денеска не добил никаква терапија на товар на клиниката. И јас како родител 2 години лутав, додека не пронајдов преку релации во странство дека постои третман кој што не ја лекува болеста, меѓутоа ги третира симптомите, односно доведува до нормализирање на неговата состојба, па наместо вообичаено колку што трае еден напад 5 до 7 дена, со примање на терапија се смалува тоа време траење на 12 до 24 часа. Лекот кој Наташа го набавува од странство е 500 евра и е само за една употреба. Колку пати ќе и треба зависи колку често ќе се појават отоците. Нападите се непредвидливи, значи може да се случи да добиете напад 2 пати во текот на неделата или еднаш во текот на 3 месеци. Во овие 6 години како имам калкулирано, вообичаено моето дете годишно добива по 15 напади, што значи ако терапијата е 500-600 евра, трошокот може лесно да се израчуна, со тоа што ние и со последниот допис до детската клиника за двете деца пациенти се обративме со барање да се обезбедат 24 инекции, значи барем по една месечно да имаме. Меѓутоа се уште немаме реакција, не знаеме дали ќе биде позитивно одговорено, пак ќе речам заради тоа што лекот не е регистриран. Сдруженијето на болеста ХАЕ Македонија барало од фондот да го стави лекот на позитивната листа, а од клиниката за детски болести да им донира по една инекција месечно. За сега барањата се попусти. За жал, до сега ние немаме добиено позитивен одговор или да сме добиле третман и терапија, затоа што секогаш одговорот е дека се ограничени ресурсите и уште пострашно е дека лекот не е регистриран во Македонија, значи тој не е достапен за нас како пациенти. Така и овие луѓе мора да го шверцуваат лекот од Бугарија, Грција, Унгарија. За жал, сум била во ситуација неколку пати преку граница да пренесувам лекови. Проблемот при таквите постапки е затоа што лековите, барем за оваа болест, мора да се чуваат во тој така наречен ладен ланец. Постои лекот во најблиското обкружување и во Бугарија, и во Грција. Јас неколку пати од Унгарија го имам носено и така. Значи се снаоѓаме каде ќе најдеме најдобар начин или пристап.
Во Македонија годинава се издвоени 80 милиони денари. Со нив се лечат само тројца пациенти со ретка болест. Јас искрено се надевав на некаков вид ротација на диагнозите или на пациентите во текот на овие години со цел да бидеме на некој начин подеднакво третирани сите кои што имаме проблеми од овој аспект, меѓутоа тоа за сега не се случи. Андреј и Дејан се деца кои заслужуваат иднина, како и нивните врсници, за да се обезбедат средство за нивно лекување, како и на останатите стотина пациенти со ретка болест. Потребно е државата да го одврзе кесето за лекови, кои нема да бидат поскапи од 2 милиони евра. Незначителна сума споредена со многу нефункционални и непотребни арчења од буџетот. Но на листата на чекање средства од буџетот е и единствената лабораторија кај нас која врши генетски испитувања. Своевремено основана од академик Ѓорги Ефремов, по неговата смрт го носи неговото име. Овде не се откриваат само тешки форми на наследни анемии, туку се откриваат и многу повеќе дефекти кои настанале кај нашата популација, а лабораторијата е позната не само во регионот, туку и во Европа. Во последните години работиме и се повеќе поретки од оние така наречени ултраретки состојби, каде што секогаш во комуникација со педиатрите, значи кога они ќе се посомневаат на конкретна клиничка слика, на некој конкретен синдром за кој што се знае кој ген е одговорен, тогаш ние дизајнираме протоколи за да направиме диагностика со цел значи да го утврдиме генскиот дефект во таа фамилија каде што има јасно наследување вообичаено и да им овозможиме пренатална диагностика. Во лабораторијата се користи така нареченото секвенционирање, со кое се испитува делот на геномот и тоа е поедноставен начин за утврдување на болеста. Овде генетичарите имаат и знаење и сила, но немаат средства за да ги направат сите анализи. Работат двојно повеќе за средствата кои ги добиваат од државата. Ние технологијата и знаењето за изведување на тие анализи го имаме, меѓутоа се уште тие анализи се многу скапи, веројатно ќе треба да се најде разбирање и со фондот за здравство, да се формира можеби посебен фонд за ретките болести и да се искористи нашиот потенцијал за диагностицирање на многу ретки состојби. За сега само неколку испитувања се покриени од фондот, а фондот не плаќа никому кој ќе мора да замине во странска лабораторија, иако тоа никогаш може да чини многу поевтино. Сакаме да им излеземе во пресрет на сите пациенти, имаме можности, имаме нови технологии кои што можеме да ги примениме, меѓутоа не можеме со ограничениот буџет кој што го имаме. Нас ни треба зголемување на буџетот, ни требаат средства за да можеме да излеземе во пресрет, верувам на голем дел од пациентите со ретки состојби. Семејството Арсови за да направи испитување на своите гени, ќе мора да оди во странство и да плати најмалку 5000 евра. Лабораторијата во Ману не го врши генетското испитување за Алажил синдромот. И Блаже Арсов и Наташа Ангелевска досега не добиле ниту една гратис терапија за своите деца, но и двајцата се решени да им се чуе гласот, а за ретките болести да не се говори само на крајот на февруари. Долги години сме враќани со истите образложенија дека оваа година не може, нема доволно средства и слично. Ако се осврнеме нели во околина гледаме дека средства се трошат на други работи, зборувам за средства нели од државна каса, така што навистина револтот од година во година кај нас расте. Јас сум сигурен дека ако молчиме уште 10 години дека никој нема да ни се обрати. За тоа и после 5 години почнеме да зборуваме. Може би ќе се променат работите. Јас сум цело време позитивен во овие 5 години до сега што се случува. Ако продолжиме да молчиме, мислам дека нема никаде се сети. Пулмонална хипертензија е уште една ретка болест во Македонија, за која лекот не се наоѓа на позитивната листа. За да тоа се случи, треба да помине низ 14 комисии со по 17 членови. А лекот за оваа болест, барем за сега, е виаграта. Колку да изгледа смешно, животот на луѓето кои се лечат од оваа ретка болест е вистински пекол. Допред само 2 години, Ѓургица Кјаева од Гевгелија била како и секоја друга жена. Со работа, сопруг, дете и волја за живот. Но нејзината среќа се растура како кула од карти,
кога изненадната болест и го преокренува животот наопаку и ја остава на сурова борба за секое вдишување воздух. Наеднаш, пред да се вратам во канцеларија, симптоми на вртоглавица, наеднаш болка во гради, некое чувство, нели, дека ќе паднеш и недостаток на воздух. Тие беа првите симптоми. И сега тоа траеше можеби 1 до 2 недели, мислев дека слаба крв, ова, она, дека нешто не е во ред со имуниот систем, со мојот имунен систем, но се воочи дека е нешто друго и нешто поголемо и многу пострашно. Од тој ден, Ѓургица тргнува по болничките ходници да се диагностицира болеста, но и да се најде начин како да живее со неа. Резултатите ја шокираат и ја оставаат без избор. Ке мора до крајот на животот да се носи со ретката болест – пулмонална хипертензија. Кај мене беше тоа една позитивна страна, дека веднаш се активира, нели, од Гевгелија докторите ја пратеа мојата ситуација веднаш. На ехограмот овде се восстанови дека имам десно срцево зголемување и тоа беше нешто што најверојатно можеби прв пат, можеби не знам дали го имат видено, и бев пратена веднаш за Скопје. Значи, првото тоа што е зголемена срцевата, десната срцева страна е некој показател дека може да постои пулмонална хипертензија. Па нормално дека ќе имаш стрес и неверување кога ќе ти кажат дека имаш болест која не се лечи и дека има третман, но и тој третман е Виагра и дека тој третман е многу скап, значи една таблетка од 100 мг е 620 денари. И кога ќе ти кажат дека во светот има, моментално сега има 12 препарати, значи одобрено за користење на пациентите, а кај нас нема ни еден. Значи ти останува да дишиш на шкрги и не знаеш што ќе се случи со твојот живот. Виаграта е единствениот начин Ѓургица да има доволно кислород во градите, но за неа нејзиното семејство мора месечно да издвојува стотици евра. Во моментов оваа млада жена дише благодарение на донациите што ги даваат други пациенти од Европа и светот. И диагнозата е таа и почнавме постепено, нели, да ја примам таа Виагра, што имав среќа да добијам некои донации и веќе во следниот месец јас имав подобрување. Значи многу малку, не ни се очекува нешто повеќе, но битно е да има малку. Битна е клиничката слика на пациентот. Мојата клиничка слика беше многу лоша и значи за еден месец јас можев барем да се симнам од втори спрат до први, барем, а иначе се уште се чувам да одам до малска продавница или нешто слично. Значи од нормален живот, нормален човек станав инвалид. Значи не изгледам, нели, немам никакви нешто што може да се препознае дека сум со инвалидитет, но секое мое пешачење или одење може да донесе, значи, до влошување на ситуацијата. Пред неколку месеци Ѓургица го направи првиот чекор за актуализирање на проблемите со ретките болести, но и заедничко обединување на лицата во Македонија кои ја имаат пулмоналната хипертензија. Таа и нејзината пријателка Благица, по професија дефектолог, формираа асоцијација за пулмонална хипертензија Момент Плюс и преку неа се обидуваат проблемите на болните од оваа болест да допрат до секоја сфера од општеството. Направивме организација и издружение на пациенти и така добивме информација за тоа дека постојат и други пациенти во Македонија. За жал, тие се помлади од мене. Јас имам 35 години, а тие се движат од 22 до 25. Значи, сите тие се соочуваат со тие проблеми. Некои имаат потреба и од користење на концентратор за кислород, значи да сомот да им биде пропратен со кислородна терапија. Сите овие активности на Сдруженијето се со цел да се подигне свеста на луѓето, на докторите
на сите нас дека постои една таква болест која што не е позната, која што се меша со други болести, која е, ако не се третира, ако не се диагностицира на време, ако не се третира како што треба, е многу опасна и доведува до смрт. Зошто од неинформираност да загубиме нечиј живот? Зошто во оваа ера на проток на информации да се дозволи една индивидуа да не може да го продолжи животот од неинформираност? Тоа би било жалостно. Идиопатската пулмонална хипертензија е ретка болест која не е регистрирана како таква во Македонија и влијае на крвните садови во белите дробови. Клинички се дефинира со зголемување на белодробниот крвен притисок, поради стеснување на малите артерии во белите дробови. Сепак, иако болеста е доста сериозна и може да доведе до срцева слабост, мала е информираноста за неа и во медицинските кругови. Целта на асоциацијата е сите пациенти да го добијат третман на републичко ниво. Целта е да се регистрира болеста како болест, за да може да се формира регистар, статистички регистар за овие болни. Мислиме дека моментално, значи, ние имаме бројка од 5, но ние како асоциација ја имаме оваа бројка. И мислиме, ако се биде како што треба да се регистрира болеста, таа диагностичка постапка да се воведе во институциите како што треба, во здравствените институции како што треба, да се информираат сите лекари, бројката ќе се зголеми. Не од причина, искуството го покажува тоа од истражувањата надвор од земјава, не од причина што се разболеле овие луѓе за една година, туку евиденција се води, диагностичка постапка се води добра, се диагностицираат на време и се евидентираат. По евиденцијата на оваа болест, неопходен е третманот. Денес Ѓурѓица го прегрнува секое изгреј сонце со двете раце, затоа што и навестува дека почнал нов ден и носи нова надеж дека нејзината болест во сопствената земја нема да биде табу тема на која се оглушуваат и граѓаните и институциите. Туку ќе и се овозможи да има пристап до лековите кои ќе ја остават во сигурноста и среќата на семејниот круг, покрај сопругот и синот. Да се изгради мост или споменик во Македонија е лесно, но да се спаси нечи живот или да се продолжи е изворедно тешко, особено кога ги нема потребните лекови. Оваа емисија ја посветуваме на сите лица со ретки болести на кои им се потребни лековите и на сите оние кои треба да им ги обезбедат. Ви благодариме што бевте со нас.